И јас ке поздравам две Сузани во студиото, мојата драга колешка и нашата гостинка Сузана Блажевска, собственичка на Центарот за убавина Афродита. И па гледачите ме забележуваат и мене и тебе, како некој се грижи за нашето лице и на моето лице работено од нејзините раце. Јас сум многу благодарна. Ке зборуваме за убавината, ке зборуваме за нешто што навистина не интересира жените, но јас велам сега веќе и во последните години и мажите. Така? Јас мислам и многу поодамна, не само во последните години. Да, и тие се дел од нашата, да. Ви благодарам што сте тука. Многу ќе ме интересира што е она за што ќе зборуваме. Ви ќе ви посакам добро утро. Суза се разбира и на тебе, па повелете ако имам прашање и јас ќе се вклучам. Добро дојдена си, Слободанка, во разговорот. Инаку ние сме овде за да најавиме еден голем и спектакуларен, ексклузивен настан кој што за прв пат се случува на нашиве простори. Организатори на овој настан се разбира се Центарот за убавина Афродита ЕС. Beauty Event 2023. Официјално добре дојде, Суза, и за вас. Драго ми е што се организираат вакви настани, би рекла, од светски калибар, бидејќи вие како еден од најпрестижните салони центри за убавина во земјава сте надалеку познати по иновативни решенија, по револуционерни чекори во естетиката, во козметиката, во убавината и во сето она кон што стреми современиот човек денеска да ги подобри сите оние наши природни карактеристики, да ги направиме да бидат уште поубави, така нели? Да, благодарам, Сузе. Поздрав до сите гледачи. Инаку овој beauty event, настан за убавина, го организираме ние, значи Центар за убавина Афродита ЕС, и е наменет за сите оние што се бават со убавина и естетика. Значи, сите собственици на салони за убавина, нивните вработени и самостојни работници, креативци кои се бават со професионална работа за естетика и за убавина. Ќе бидат представени, значи, 4 бренда, премиум светски брендови, кои ја ткаат својата успешна приказна веќе повеќе, некој од нив и повеќе од 60 години. Ќе бидат нивните представници, тоа се интернационални ментори кои и се исто така двојат од конкуренцијата и ќе можат преку нивните предавања и практично покажување на се она што е карактеристично за овие производи, да можат и да видат како се работи. Значи, да видат како се работи и точно да се уочи разликата по што се двојат овие брендови од останатите брендови. Да, еве и ние си гледаме паралелно со нашиот разговор. Да, еве, ова се слики од оние брендови кои што ние за кои што го организираме овој евент. Ова е шеќерната депилација, која порано имаше како шеќерна паста и многу тешко можеше да се работи со неа, затоа што требаше да се топли меѓу прсти, па некако беше непријатно за работа. Ова се сите излагачи кои ќе бидат, да, предавачи. Тој ден, значи, главните или собственици или главните презентери со нивните соработници и ментори кои се лиценцирани за презентација на овие производи. Еве и агендата, ова е поканата за сите заинтересирани што ќе се најдат, што мислат дека можат да одскокнат од конкуренција, да отидат чекор напред, да работат со премиум брендови кои се од природно кои работат со производи кои се од природно природно потекло, слободно можат да се јават на нашата страна на Инстаграм или на Фейсбук, значи лесно може да не најдат и да го закажат своето присуство. Инаку ќе бидат представени, значи прво доктор доктор медицина Кристина Шрамек. Тие се уште далечната 58 година, значи германска козметика, која се базира само на органски производи, а има разработено и дерматолошка, значи линија која е за попроблематична кожа. Од далечната 58 започнува нивната успешна приказна и еве веќе повеќе од 65 години трае, каде што
е семена. Значи, прво ја почнува бабата, керката, сега внуката. Тие работат во повеќе од 60 држави во цел свет и работат исклучиво лиценцирани козметичари, козметолози и дерматолози. Нивната приказка се заснова на Green Pill методот. Тоа е една мешавина од органски билки кои се во синхронизација со кожата и се многу богати како елементи, имаат повеќе од 250 активни состојки кои ќе се нанесат на лицето, прават една епидермална абразија, значи еден длабок пилинг и имаат моќ брзо да ја репродуцираат кожата. Значи за 48 сата до 5 дена до оној среден пилинг максимално на кожа што ја е потребно 28 дена или една клетка која ќе изубре или ќе се извади да се повторно роди и да дојде на периферија, овде за 5 дена. Значи се обновува кожата и за 5 дена има нова кожа. Основниот проблем кога почнале со билките да работат бил како да се исчистат флеките и дамките кои се јавуваат со годините на жената. И затоа го направиле тој хербален пилинг, кој, за разлика од другите пилинзи, кои делуваат само на периферија на кожа, а тие се малку подлабоко во кожа и не може да се постигне резултати, направила формула која може да делува и периферно и внатрешно во кожата. Значи се изработени тие одни мали честички као прашина наномолекули кои додека се прави онаа масажа на периферија на кожата и веднаш се отстранува еден слој од кожата, навлегува длабоко во кожата и наредните 48 сата или 5 дена реков, во зависност од тоа колкава количина ќе се стави и колку ќе е долг третманот, е и резултатот повидлив. Навлегува длабоко и наредните 48 сата веќе ги сврла сите тие мртви клетки и потикнуваат регенерација на нова кожа. Сите нивни производи кои се за домашна употреба, значи рутината е составен дел од професионалните третмани, се на истата формула, значи засновани на билки и на природни материјали, немаат никакви алерганси, немаат парфеми, немаат ништо што би иритирало кожата, а се прават третмани дури на најчувствителната кожа. Нели кога ќе каже некој не сакам пилинг на кожа, кожата ми има многу кожи што се многу чувствителни, кожи со розицеа, црвенило, кај што навистина не може еден таков третман да се направи. Овие третмани помага дури и најчувствителната кожа која е иритирана да ја смират и да ја обноват и да направат еден убав заштитен липид и да донесат до здрава кожа. Овој метод се разви во 3 линии, значи не се прави само оној длабок пилинг за 5 дена кај што има перутање, значи имаат веќе и 2 линии кои се едната линија е секојдневно, фреш апот и хигиенскиот третман Black Clear, кои ја чистат само кожата периферно и за помлада кожа, и Energy, еден од најубавите методи кој не ја перути кожата, а е 3 пати појак од првата линија, која е буквално само за чистење, за хигиенско чистење на кожата. Па на овој евент ќе биде токму тој метод презентиран и ќе може да видат и да се запознаат со козметиката, а за сите оние кои би сакале да работат и понатаму со овие препарати ќе има на 26 и 27, значи ќе останат сите овие излагачи и ќе држат обука, за да добијат и сертификати за работа. Секоја чест, навистина. Вашиот центар за убавина е познат по тоа што непрестано им организира обуки на вработените и на сите оние кои што сакаат да напредуваат во ова. Се знае дека не можеш да останеш само со една техника, да ја работиш од почеток до крајот на твојот работен стаж. Секој оној кој што сака да учи непрестано усвојува нови знаења. И верувам колку вашите вработени едва и чекаат да се случи овој голем и убав настан. Каков е интересот на останатите козметички работници, сопственици на салони и дали на овој настан се добредојдени оние кои што не се во областа на козметологијата, да речеме, но сакаат да научат нешто и да слушнат нешто корисно? Па да, би можел секој да учествува, мада е стручен семинарот, значи повеќе е за оние што сакаат професионално да работат со овие брендови, да добијат сертификати меѓународни признаени и да бидат дел од успешните приказни насекаде
ни светот. Инаку, моите вработени навистина се радуват, бидејќи ние тој ден нема да работиме и сите ќе присустват. Целодневен е настанот. Да, еден целодневен настан. Ние работиме со сите тие брендови и секогаш кога ќе дојде некој вработен и со искуство да работи во нашиот центар за убавина, ние мора повторно да му дадеме обука, бидејќи овие 4 бренда се разликуваат од работата со кои работеле во други салони. Значи, тука е Green Pilot методата со доктор Кристина Шрамек, потоа Like Sugar, тоа кажавме дека е шеќерната паста, која е во патрони и во едни топли, каде што тоа е за појаки влакна, за машки за појаки влакна. Сличен е принципот на работа како со ладниот восок, но сепак мора да добие обука за да може да работи точно како што се протоколите. Потоа, тука се и ноктите, Chiara Sky, значи тоа е една иновативна метода, дипинг метода, каде што за разлика од гелните ногти, се многу стругаат, се обликуваат, се печат во UV лампа. Овде нема стругање, нема UV лампа. Природниот ногто станува природен. Знаете. Да, тоа и за мене беше едно пријатно, многу пријатно изненадување и реков, фала Богу, некој се сети, се сети да не ги оштетуваме понатаму ноктите кои онака премногу страдале низ годините. Оваа техника која вие работите и тоа доста професионално и со леснотија, би рекла, се усовршени вашите вработени, ја прават навистина буквално со песна ја прават. Да, тоа е многу леснително и за вработениот, затоа што гелот многу се струга кога треба да се вади. Покрај тоа што UV лампата е многу штетна и гелот веќе секаде во свет го исфрлат од употреба, затоа што е штетен неговото вадење. Таа исто е една прашина со наночестици што ниту маска ве заштитува и се лепи на плуќата. Значи, тргнувајќи од тој аспект, јас почна веќе да ги менувам линиите. Не сакам да ги заложувам прво своите вработени цел ден. Да, бев на еден семинар каде што рекоа сите што се на ногти треба да имат бенефициран стаж затоа што вдишуваат непрестано. И јас приметив дека бидејќи работиме многу и најверојатно изложени се и на повеќе дишење на тие хемикали, 50% од вработените почнаа да добиват алергија од гел и тоа беше алармантно дека нешто не е во ред. Мада секогаш кога работиме со производи кои се со македонска декларација, поминале у Министерство за здравство на фактура, значи немаме производ купен негде на црно или Алиекспрес, па да сумњам во производот. Значи се е тоа регуларно што функционира секаде во свет, производи нели кои стојат позади квалитетот, но ова е еден пропуст, мислам не е добро, нити за нас што сме во салоните, нити за клиентите, нели еднаш месечно и она UV лампа со многу јако зрачење и кога се прават гелни ногти прст по прст, значи многу долго се раците изложени на тоа UV зрачење, кај што се оштетува не само кожата, него и плочката и токму поради тоа се смета веќе дека тој производ е малку штетен, како за нас, така и за клиентите, и тоа не натера малку да го испитаме пазарот и да видиме што се работи во светот, така и разбравме за оваа метода, Deep Powder, Chiara Sky, каде што се мачка ноктот со, нели откако ќе се обработи, обработката е иста како и со гелот, ќе се обработи ноктот, ќе се даде форма, се мачка со една течност и се буквално брцка прстот во тој буде праш. Да, тука има акрилик, витамини, минерали и калциум. Помага дури и на најоштетените ногти да се регенерираат. Го работиме и на трудници, го работиме и на помали деца под 18 години, што гелот не го работевме. Значи се брцка и се формира. И од тука веќе креативноста на артистот кој работи. Значи може да го направи продолжен, може да црта, може секако да се изработи. Предноста на него е што нема UV лампа печење и нема вадење која ќе дојде. Која ќе дојде после 4 недели стои ноктот, многу се цврсти, значи имате чувство дека имате само лак на ногти, а има 3-4 слоја, а ноктот диши, не е угушен, се мачка со една течност, памук, фолија, 150 минути и се одлепува како мастика. И пак се нанесува. Значи не се оштетува плочката.
И оваа метода се покажа многу интересна за сите. Значи, мислам дека луѓето што доаѓаат кај нас на ногти најмногу доаѓаат не за изработката, мада има многу искусен персонал што е успешен во таа работа, него поради производот. Вика, прв пат ноктите да ми се здрави, кога нема ништо на нив, да не ме пече, знаеш, она печење во лампа веќе не се издржуваше на третирани струган нокт. Значи, тоа е исто, ете така, иновативно, што би им посакала ја на сите во Македонија веќе да го заменат гелот, прво за себе да се заштитат, а потоа да пружат нешто подобро на своите клиенти, кои секако заслужуваат чим го довериле, нели. Секоја чест, особено и ваква препорака за сите останати ваши колеги кои имаат помали бизниси, кои се по-неискусни, би рекла, во оваа работа, да обезбедиме што подолг живот, век на ноктите, ама и здравје воопшто за сите луѓе. И на самиот крај, Сузе, кажете ни кои пигментите пакети... да ги спомнам, само да не ја испуштиме. Значи, четвртата презентација е Христина Савич. Интересно е за неја да се спомне, затоа што е она прва жена на Балканот која лансираше собствено производство во светот на трајната шминка, која е многу актуелна во последно време. Нели можеме да забележиме вака кога одме по улица дека скоро секоја втора жена има нацртани веги, трајна шминка на уста, и до сега се работеше со органски пигменти или неоргански пигменти. Ние работевме со органски, сметајќи дека органската козметика, нели као козметиката за лице, е дека нешто многу здраво, додека во светот на пигментите органската козметика е хемија. Значи, нема природни бои. Во органската природа жената лансираше еден нов производ со минерални пигменти. Значи, ги зема пигментите од минералите, од почвата, имаат многу природни убави бои и не содржат карбон диоксид и карбон црн, она што го гледаме низ време, нели, откако ќе направат, како посивува. Сивило низ, како носено, многу долго носено. И тој карбон диоксид еднаш кога ќе се внесе во кожа, многу тешко излегува. И на секое доаѓање, освежување, се повеќе го има, така да доаѓа после трети, пети пат да мора да направи или лазерско странување на старата тетоважа, па да црта нова, затоа што веќе има премногу карбон диоксид и не може да се врзи пигментот кој се нанесува. За разлика од тие пигменти, овие пигменти се многу природни, многу лесно се внесуваат, многу природен изгледават и би требало еднаш годишно да доаѓа да се одржи свежината на бојата, но доколку не доаѓа за 2 години во потполност излегуваат. Значи не се врзува за кожа и дава можност после 2 години, нели, трендови се менуваат, ако сака некој друг тренд или не сака да ги црта, да и се врати потполно природниот облик на незината веѓа. Не мора да доаѓа на лазер. Одлична вест е ова на самиот крај. Сузе, посакувам многу успешен настан. Денот е 25 ноември, 9 часот, почеток, хотел Панорамика. Сите оние кои што имате 10 време, сакате да бидете дел од овој настан, пишете, искомуницирајте ги во Центарот за убавина Афродита ЕС и така да ќе ги добиете сите неопходни информации за она што значи како можам да бидам учесник на овој убав и голем, единствен за нас ексклузивен настан до сега. Секоја чест за организацијата и многу среќа посакувам, а во очи нова година повторно ќе се видиме да видиме што новитети подготвувате за вашите клиентки. Така. Благодарам, Сузе, секако ние сме расположени за соработка, секогаш кога идете потреба од било каков совет. И благодарам, навистина сте ни огромна поддршка во борбата со убавината и во борбата со годините, Слободанче, така е? Така е, и ние сме дел од Афродита. Така ви благодарам многу, со внимание ве изслушав и за овие новитети мора да се ги пробаме, така? Ги пробаме на лице место, да. На лице место.